civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден на сите. Најпрвен сакам да ги поздравам сите присутни на овој настан, на оваа конференција. Навистина ми е драго што и јас имам свое учество на истата. Како управа за јавни приходи, односно единствениот даночен орган во нашата држава, навистина сме исправени пред голем предизвик, бидејќи функционираме во едно корона време, за кое што е несвојствено за нашата институција и секако за нашите работни процеси. Се доста сензитивни и наоѓаме начин и можности да се адаптираме на условите кои што ни го налагаат тоа. Доказ за тоа се огромниот број на мерки економски кои што ги спроведовме како институција, бидејќи бевме навистина максимално вклучени во сите пакети на економски мерки, согласно законски надлежности, уредби и така натаму. И навистина сум горда што јас и мојот тим успеавме да постигнеме видливи резултати. Се надевам дека така ќе продолжи истото и во иднина. Меѓутоа имаме уште поголем предизвик во 2021 како институција, затоа што од една страна мораме да се водиме кон принципот на модернизација и дигитализација, а од друга страна исто така да функционираме повторно во една специфична состојба. Една од најголемите заложби за нас како институција ќе биде да имаме одлична наплата повторно на даноците и на придонесите, односно да го остваруваме планот кој што ни е зацртан за висока наплата, а исто така и да го наполниме буџетот, бидејќи тоа се и нашите основни надлежности и работни задачи. Модернизацијата и дигитализацијата се процеси кои што секојдневно ги слушаме во извештаите на релевантните меѓународни финансиски институции, како што е Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка. Во сите нивни извештаи се најавува на неопходност за да ги модернизираме уште повеќе и да ги дигитализираме сите наши услуги. Затоа што со успешни услуги, со ефикасни услуги, секако дека ќе имаме и задоволни граѓани, задоволни компании, задоволни предпријатија и секако и нашите вработени ќе работат во една навистина институција за пример каква што се стремиме да биде управата за јавни приходи. Квалитетниот капацитет на човечките ресурси исто така е една од нашите заложби, затоа што оваа институција брои околу 1200 вработени, дел од нив одат во пензија и тој кадар кој што веќе се пензионира мора да се обнови, така што ја имаме неопходноста и од огромен број на инспектори кои што треба да влезат во рамки на управата за јавни приходи. Успешни инспекцијски контроли се врзани заедно и со бројот на инспектори. Ние секако дека имаме соодветен годишен план за работа. Дел од тие контроли овозможуваат секако и созбивање на сивата економија. Тоа е едно од сите заеднички заложби не само на управата за јавни приходи, туку и на сите релевантни институции кои што се борат против сивата економија. Тоа значи дека понатаму ќе продолжиме да ги таргетираме несовесните, недисциплинираните даночни обврзници. Тука од голема помош ни е и Risk Evaluation системот. Посветени сме на одредени контроли согласно регистарот на ризици, кој што го донесовме оваа 2020 година, на повеќе целни групи да правиме контроли, да видиме колку имаме нерегистрирани даночни обврзници, затоа што за ова истото го имаме и како барање од коморите, бидејќи нерегистрираниот даночен обврзник представува и соодветна нелојална конкуренција на сите оние даночни обврзници кои што секако навремено ги подмируваат своите даночни обврски. И тука цврсто ќе се бориме и понатаму во натамошниот период да ги внесеме во нашиот систем, тоест да бидат сите тие регистрирани. Една од новините за која што работиме максимално овај 2020 година е да го пуштиме во оптек и автоматскиот модул за поврат и пребивање, тоа да се однесува на ниво на сите регионални дирекции, како и дирекцијата за големи даночни обврзници, со тоа што ќе овозможиме поголема брзина во целиот овој процес, ќе овозможиме повеќе тоа да оди дигитално, без можност за било какво
вклучување на човечки фактор, затоа што секако дека се бориме, покрај тоа што се бориме и надвор со сивата економија, треба секој пат да ги расчистиме и редовите на оние несоодветни даночни службеници кои што ја злоупотребуваат својата службена положба. Работиме на повеќе платформи, сите тие платформи овозможуваат наместо да имаме, да речеме, можност да се дуплираат одредени процеси и насоки за работа, тоа доди на една единствена платформа која што ќе се однесува на посебни типови на даноци. Максимално тука сме посветени во делот на една единствена платформа за персоналниот данок, МПИМ пресметките, придонесите и така натаму. И постапуваме исто така по насоките, препораките кои што ни беа дадени од страна на Светска банка преку односно преку Tax Diamond извештајот. Таму навистина сите овие претходни работи кои што ги наведов се дел од она на кое што треба да се посветиме во наредната година. Тука ветивме и пред Светска банка како еден наш навистина сериозен партнер во делот на спроведувањето и на мерките од економските пакети на владата, меѓутоа и партнер кој што постојано не следи и ни овозможува да се развиваме напред и секако да бидеме институција која што ќе предничи во споредба со сите други процеси во нашата земја и во нашето општество. Си зададовме една цел, која што уште од самото моје доаѓање тука како директор на Управата за јавни приходи, а таа ја надградуваме, ја унапредуваме од година во година, од период во период, дека ќе продолжиме со успешната соработка со коморите, бидејќи тие се наши видни партнери, тие се наши видни соработници, меѓутоа на моменти се најдобронамерни критичари, кои што ни алармираат за оние процеси кои што треба да ги промениме, за подобро да може да функционира економијата, а тука станува збор нели за самите даночни обврзници, бидејќи Управата за јавни приходи всушност е се даночните обврзници. Символиката на Управата за јавни приходи се надевам дека успеавме да ја смениме од репресија, да влеземе во една фаза на превентивност, а тоа значи дека продолжуваме и понатаму да градиме партнерски однос со компаниите, ги следиме трендовите исто така и со даночните управи во регионот, а тоа значи дека сме во постојана комуникација, корелација со нив, соработуваме, комуницираме да видиме во кој сегмент треба да ги стигнеме, во некои делови ги имаме дури и престигнато, меѓутоа тука нема да застанеме, затоа што успешната соработка со регионалните даночни управи представува и еден своевиден успех и на Управата за јавни приходи. Имаме подпишано меморандуми со даночната управа во Црна Гора, во Косово имаме одлична соработка со даночната управа во Албанија, во Бугарија, во Србија и представува тоа наш подстрек и понатаму да продолжиме со ова исто темпо. Ова е навистина тоа што се однесува во делот на Управата за јавни приходи и јас како прв даночник. Меѓутоа, секако тоа значи дека успешна Управа за јавни приходи значи и успешен буџет, значи и успешна економија и значи и успешна држава. И јас очекувам дека ќе ја надминеме оваа корона криза. Очекувам исто така дека и во наредниот период ќе постигнуваме резултати. Очекувам дека ќе има навистина во наредниот период успешни економски политики кои што ќе бидат креирани од владата, дека ќе има повеќе пари во буџетот за развој на економијата, за развој на инфраструктурата, за унапредување и на здравството, унапредување на образованието, на сите оние сегменти, сфери од општественото живење. Очекувам дека и на меѓународен план ќе продолжиме и понатаму да нижиме успеси. Може би тоа оди малку поспоро, чекор по чекор, меѓутоа очекувам дека секој чекор и понатаму ќе биде навистина одмерен за да носи соодветен успех. Посакувам среќна, успешна 2021 година, посакувам многу здравје на сите граѓани во нашата држава, посакувам многу успеси, посакувам благосостојба и секако посакувам 365 среќни денови. Ви благодарам на сите за вниманието. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.